Добро утро. Од Прилеп, евене во дворот на Прилепската гимназија, дојдовме да ја посетиме не само заради тоа што почнува учебната година, туку да се дружиме со олимпиците. Со нас утрово се двајца од тројцата олимпици гордоста на Прилепската гимназија, а секако со нас и директорката на гимназијата, па неа ќе ја прашаме и како се подготвуваат за учебната година. Нашите гости утринава олимпиците Петар Мирчевски по хемија и Благој Рујановски Стојановски по информатика, веќе не ги бројат дипломите и признанијата. Ги имаат медалите на меѓународните првенства и секако највисокото олимпијадите. Прво што разговараме е со Петар Мирчевски. Петар, добро утро. Не ни е прва средба, меѓутоа се надевам не е ни последна, но неодамна се врати со уште еден медал од Олимпијада на Олимпијадата по хемија во Дубај и го имаш и уште еден во колекцијата, бронзениот медал. Петар, медали 4, колку што предпоставувам, бројни и незнајни дипломи. Какво е чувството од преку 350 ученици од цел свет хемичари? Ти си меѓу најдобрите хемичари. Па, чувството е неверојатно и чест е да се освои медал на ваков престижен настан. И исто така ми беше огромно задоволство мојот долгогодишен успех да го заокружам со уште еден медал. Да напоменеме, ти матурираше во гимназијава, да. Сега сигурно ќе продолжи. Останува љубовта кон хемијата, да, се разбира. Како е последната олимпијада сега беше во јули, во Дубај. Да. Како беше впечатокот, расположението, веќе стана чест посетител таму? Па, Дубај беше исполнет со арапска култура и главна тема беше хемијата и технологијата, имаше што да се види. Веќе имаш таму познаници? Па, од претходни олимпијади, да, имаме пријатели кои што се знаеме веќе неколку години. Што понатаму? Па, понатаму ќе продолжам на студии по хемија и ќе продолжам да ја проучувам хемијата. Веќе не би требало да има проблем, веднаш со рашени раце треба да те прифатат. Имаш конкурирано на неколку факултети, па ќе видиме што. Која е твојата желба? Веројатно, може би и некое откритие или истражување? Па, се разбира, оти да не. Тоа е желба на секој научник и хемичар, се разбира. Така ќе те привлечат новите нешта. Му посветуваме внимание сега и на Благој Рујановски Стојановски, нашиот информатичар, еден од најдобрите во светот. Информатиката и иднината, програмирањето се врати од Боливија последната олимпијада. Како беше таму? Прекрасно доживување. Ми представува голема гордост, веќе ова е трет пат да учествувам на светска олимпијада во информатика и се надевам дека и понатаму ќе продолжам да редам успеси. Интересно е, зборуваме за успесите, меѓутоа што од програмирањето, не се разбира многу, дефинитивно признавам, што од програмирањето те привлекува, некоја нова апликација, некоја нова игра или што? Иновативно. Најмногу ме привлекува мене вештачката интелигенција и тоа планирам и во иднина да работам. Тоа е иднината. Да. Само пази да не останат другите безработни места. Што понатаму, Благој, ти си трета сега година? Сега четврта започнувам. Па се уште имам љубов кон информатиката и како што кажав, тоа е нешто што планирам и понатаму во иднина да продолжам да работам. Так. Секако нема да запрат учествата на... Да, се разбира. Стекна и ти нови пријателства? Како што кажав, трета година веќе... Се знаете најдобрите. Да, од претходните години некои учесници повторно учествуваат оваа година и веќе еден вид си запознаат со голем дел од учесниците. Ај кажи некое име кој ти е посебен пријател од која земја? Да поздравиме. Еве ке поздравам од Молдавија Алин Попеску. Ке поздравам од Молдавија исто од Тимур. Ке поздравам од Србија. Нека другарка. Ке поздравам од Србија Немања Мајски. Уште многу други. Премногу разменувате ли во меѓувреме некои новитети? Се уште имам контакт и се разменуваме меѓу себе, комуницираме.
Многу убаво, сето тоа создава и иднина. Глобално Така. село е дефинитивно земјата, посебно преку овие олимпијади. Весна Михаиловска, директорка на гимназијата, каква е гордоста, чина ми рековте дека веќе сега имате најмногу признанија, најмногу медали досега освоено. Така, оваа учебна година нашите ученици освоија 39 награди на државни и меѓународни надпревари, што навистина представува гордост за нас. Најмногу досега. Најмногу досега, да. Значи нивото го покачувате. Така, за Петар трагот. заборави тој да каже, јас да подсетам дека тој има и 3 златни медали на Македонската хемиска олимпијада, така? Чина ме едно по друго, тоа прв пат во историјата на надпреварувањето се Така, случило. така. Значи, Петар беше и еден од учесниците минатата година на Меѓународната хемиска олимпијада, кој што за прв пат имавме сребрен медал за државата освоено. Очигледно тој не го каже тоа, бидејќи е скромен. Така, така, јас морам да го пофалам. 4 освоени медали во 3 години навистина е значителен успех. И не е тука крајот. На Михаиловска, на почетокот сме на учебната година, Благој ќе биде матурант, Петар ќе замине на студии, меѓутоа колку ученици имате и како сте подготвени за новата учебна година? Така, гимназијата е подготвена за почетокот на новата учебна година. Оваа година запишавме 137 ученици во прва година. Училиштето вкупно има 542 ученици. Евидентно се намалува од година во година бројот на ученици, но тоа се други фактори кои што влијат. Сепак, гимназијата во Прилеп останува едно посакувано место за учениците каде што ќе стекнуваат знаења. За оние на олимпијади што ќе одат. Се е подготвено, обновени сте, нагледен материјал. Имаме нешто нови нагледни средства. Склучивме меморандум и договор за соработка со Германската амбасада. Имаме една поголема донација од Германската амбасада на нагледни средства за кабинетот по физика и ќе имаме најопремен кабинет по физика со нагледни средства физичари, и се надевам физичари и идни олимпици покрај хемичарите, информатичарите, биолозите и така натаму. Благодарам Весна, благодарам Петар Благој, ви посакувам многу успех и многу олимпијади уште. И навистина задоволство беше да се дружиме утрово со олимпиците од гимназијата во Прилеп, и да посакаме успешна учебна година и нови успеси, признанија и медали. Јована?